Уа Шнајдери. Ти памтиш? Не. Уа Шнајдери е најпопуларниот извик во кино кога конзументот на филмот ќе почувствува дека некој намерно му го крати филмот. Аха. Уа Шнајдери е позната изрека затоа што длабоко вкоренето во нашите мислења беше дека оној кој што го пушта филмот го сече за побрзо да се дома. Неверојатно. А ти си платил карта. Во такви времиња се живееше овај киноверзум, новото кино во населбата Драчево во рамките на домот на културата кој што беше свечено отворен вчера. Изгледа убаво, морам Мене да ме радува, мора да види види Оскаровски. Мене најшто ме радува, што повторно кинокултура се враќа. Сега младите не викаат Уа Шнајдери, но претпоставувам дека Па виде уживаат. дека не го знам што е Уа Шнајдери. Да, вие младите не знам. Не ми се верува дека Уа Шнајдери не се чула. Не сум слушнала, а може би сум заборавила. Добро. Ајде да одиме кај вистински млад човек, кој што се наоѓа во киноверзум токму сега. Кире, добро ти утро. Уа Шнајдери, ајде. Уа Шнајдери. Добро утро. Овде во културниот дом во Драчево синоќа немало Уа Шнајдери, не се кратело филмот, туку се направила првата проекција на филм во ново обновеното кино во тука во културниот дом, кој што за Драчево представуваше историски момент, првото село кое што добива свое собствено кино, по оние фотографии, видеа кои што ние ги видовме, синоќа овде салата била полна до последно место, од она што овде го гледаме дека се ставели некои екстра столчиња за уште неколку луѓе да можат да седат и да бидат дел од тој убав настан за тоа што се случуваше синоќа овде на отварањето на киното на кое што општината го прави заедно со Киноверзум, како ќе функционира и што представува ова за општина Кисела Вода и за Драчево, ќе ни каже граначелничката на општина Кисела Вода, Бети Стаменковска Трајковска. Убав настан, преполна сала, какви се вашите импресии од синокешниот настан и отварањето на киното овде? Најнапред, добро утро вам и на вашите гледачи. Навистина, во Драчево синоќа беше феноменално. Имавме многу убава, позитивна енергија, преполна беше салата и имавме многу драги и почитувани гости од секаде и навистина жарот на она што значи повторно да се обнови нешто што во минатото функционирало овде во Драчево беше гордост, чест и задоволство. Спомнував јас дека ова е прво село кое што добива свое собствено кино, викате се обновува. Што значи ова за селото Драчево, меѓутоа и за целата локална самоуправа да успее да спроведе ваков проект кој што не е пракса во Македонија за жал? Морам најнапред да ги информираме гледачите во после Југославија, значи во Македонија, првото село кое добива во минатото кино е овде, точно на оваа локација, село Драчево. Јас како дете многу во памтам и многу во спомени имам од тоа што значи да се доаѓаат и да се гледаат убави филмови овде. Ете, после долгогодишна пауза, во соработка со Киноверзум, ја воспоставуваме оваа пракса да ја продолжиме традицијата што постоела овде и да го возобновиме ова кино. Тоа имено ќе значи и многу за граѓаните, заради тоа што културата и сето она што може да даде самиот овој проект, самата оваа соработка со Киноверзум ќе биде многу поблиску до сите. Не само за драчевчани, и за сите околни области кои се овде околу Драчево. Јас самиот потекнувам од село и знам колку е важно во мали места кога ќе се направи ваков проект, децентрализација, да зборуваме за децентрализација на културата, колку е тоа важно во самиот развој во целата ова приказна која што се случува? Многу, заради тоа што ние со овој чекор ја доближуваме културата до граѓаните. И не правиме разлика помеѓу она што значи културата да биде поблиска за граѓаните од центарот на градот, туку културата треба да биде поблиска за сите граѓани. Тоа е и нашата цел, затоа и убаво е да го спомнеме зборот децентрализација на културата, значи културата да ја донесеме поблиску до граѓаните што е можно повеќе од секакви области.
Така бе, синоќ овде во преполната сала на отварањето, некако символично беше представи македонскиот кандидат кој што беше за Оскар, ги видовме и најзаслужните за тој дел. Дали можеби да постои политика во тоа што ќе се прикажува во киното, дали ќе биде повеќе фокусирано на македонските филмови, давање на простор, или ќе имаме разнолика програма за сите заинтересирани од различни жанрови и области? Лично на сите нас акцентот ни е секако македонскиот филм и сето она што е како продукција и работа од Македонија што доаѓа. И ние тоа, целта ни е да го поддржуваме. Тоа и го направивме со Синокешниот чекор, со промоција на филмот и да ставиме еден белег на овој наш почеток со промоција на филм кој е од македонско потекло. Навистина прекрасен филм. Топло го препорачувам на сите да го гледаат. Приказната за Силјан е една емотивна приказна која дава мотив да продолжиме да си ја негуваме нашата убава Македонија. Секако дека ќе има и избор за од поинакви жанрови, но целта и фокусот ни е кисела вода и Македонија. Моите колеги од студио на почетокот спомнаа на некои други времења кога имало Уа Шнајдер и различни извици во киното кога салите всушност биле полни. Според она што вие го видовте синоќа, колку луѓето овде се желни за култура, колку помладите генерации имате тој неков вид на култура на одење во кино и колку ова ќе допринесе за зголемување на тој тренд? Јас верувам дека секој еден од нас ја има желбата да излезе од дома и да оди, да се дружи со луѓето на друго место. Ние сме такви битија и секој еден од нас има таква желба. Но како желбата се пробудува во нас, зависи од многу аспекти, а еден е она што општината во соработка со одредени институции го прави за таа желба да ја разбуди кај луѓето. Мораме да работиме заедно и тоа е неопходно. Дружењето нас не обликува како убави ликови и мораме да го правиме тоа за сите. Верувам дека младите, а верувам и постарите исто така, ќе го направат тоа и ќе дојдат овде да се потсетат постарите на традицијата, а младите да ја негуваат истата. Навистина е многу убав момент да се дојде овде и да се гледа филм, да се дружи. Во соработка со Кинотека на Македонија имаме планови како во иднина да го стимулираме уште повеќе ова, да ја негуваме традицијата на старите добри македонски филмови, да се потсетуваме на нив, но исто така и да има и од новите жанрови кои што и ќе ги привлекуваат младите да доаѓаат овде, ама исто така и да ја загатнеме онаа страна кај нив, да се потсетат на старите добри филмови што ги има македонската кинематографија. Така повеќе пати го спомнавте да дојдат овде, и јас имам желба да дојдам овде, меѓутоа оно што исто така е важно е и начинот на кој што ќе се стигнува овде, да очекуваме ли подобрување на инфраструктурата за пристигнување на киното, бидејќи освен Драчевчани ова е отворено и за сите оние кои што ние сакаме да дојдеме, можеме ли да очекуваме и инфраструктурни вложувања за да биде уште поатрактивна оваа локација овде во Драчево? Секако, работиме на многу полиња. Ете така, бидејќи вие доаѓате од центарот на градот овде, верувам дека се соочивте со еден проблем кој што нас сите лично не засега, бидејќи сум јас од Драчево, секојдневно го минувам патот во потегот од Драчево до Пинтијан, булеварот Борис Трајковски, и со гордост можам да кажам сега дека овој булевар вчера градоначалникот на град Скопје Орце Георгиевски постигна договор и многу набрзо ќе се отпочне конечно со санација на истиот и драчевчани, а и сите гости што ќе ни доаѓаат во Драчево да дојдат со насмевка. Така и културниот дом да има уште повеќе посетители. Бети Стаменковска Трајковска, ви благодарам за разговорот и ви честитаме за успешно спроведениот проект во кој што успешно го реализиравте, обновивте киното овде во Драчево. Ви благодарам многу и верувам дека наскоро ќе имаме можности да промовираме нови работи во Кисела вода. Да се надеваме и тука сме секогаш да промовираме убави работи. Верувам дека гледачите имаа можност да ги видат оние убави фотографии, видео од синокешниот настан. Овде салата беше полна до последно место, представници на државните власти, луѓе заинтересирани, љубители на културата, културни работници. Овде присуствува на еден убав настан синоќа во Драчево, кој што беше возобновено киното овде во културниот дом во Драчево. Се супер убаво изгледа, многу убаво кино, вие двајца стокмени, само нешто ми фали, Кире. Што?
Ви фали нешто, викам, ви фали, не се прави дека не ме слушаш. Уа Шнајдери? Не, пуканки. Да, кино пуканки. Пуканки. Надвор се да не правиме ѓубре неги. Браво, совесни сте. Добро, ти благодарам што ни ја долови оваа приказна за овој нов убав објект. Не само за Драчевци, верувам дека сите од околината, сите од општината Кисела вода ќе имаат прилика да гледаат некој омилен филм во киноверзум во Драчево. Да, филмската уметност на вистина е создадена за уживање, посебно во кино уживање, знаеме дека е тоа едно посебно чувство.